Проектот Селектирај отпад со пријавување од мобилна апликација во Струмица не ги дава очекуваните резултати. Иако јавното предпријатие Комуналец од јуни минатата година објави дека ќе дели кеси за пластика и хартија за домакинствата да вршат примарна селекција на отпадот, според мониторингот на Зелен институт од Скопје, само 50 физички и правни лица покажале интерес за тој процес, со кој комуналното еднаш неделно го собира селектираниот отпад. Иако имаат склучено договор со еден колективен постапувач, многу е мало количеството на отпад што се собира во тие канти. Од друга страна, веќе половина година имаат многу интересен проект за собирање на отпад во специјални кеси, каде што со специјална апликација телефонска може да се повика предпријатието да го подигне тој отпад. Имаат една смешно мала бројка од 48 лица кои што само се пријавиле. Поповска смета дека општина Струмица и јавното предпријатие Комуналец ќе мора да реализираат информативни кампањи за да ја подигнат свеста кај домакинствата за селекција на отпадот и да го користат овој процес, бидејќи на тој начин се намалува количеството отпад што ќе завршува на депониите. Од сето ова заклучивме дека очигледно дека им треба една здрава информативна кампања за граѓаните, за да знаат каде, како, кој може да им го подигне отпадот и дополнително кампања информативна како се селектира отпад. Во меѓувреме општината и јавното комунално предпријатие да си подготват одредени чекори кои што во насока да бидат спремни за помасовна селекција, затоа што веруваме дека со почеток на кампањата ќе има многу поголем прилив на селектиран отпад. Селектирај отпад со пријавување од мобилна апликација, иновативно решение на Марио Томов веќе функционира во општина Валандово. Таму од домакинствата и фирмите се оделени на жолти и сини кеси собрани се повеќе тони пластика и хартија.